Кој беа дел од вашите аргументи зошто и понатаму инсистирате овие докази, прислушуваните разговори да не бидат прифатени во овој случај? Тоа е законот за кривична постапка, кој што е јасен и дециден дека нелегално создадени докази не може да бидат, ниту пак докази кои што ќе произлезат од таквите докази да бидат користени во било која судска постапка. Одредбата од член 12 став 2 е јасна и децидна дека такви докази мора да бидат издвоени и тргнати. Мислам дека од она што го слушнавте во судница не постои спор ни за обвинителството, ниту за судот, ниту за одбраната дека тоа се нелегално создадени докази. Спорот е дали такви нелегални докази може по било кој основ и причина да бидат користени во судска постапка. Тоа беше аргументацијата која што исцрпно и првостепениот суд ја дава со повикување на одредбите од ЗКП во важење во времето кога се создадени тие докази, од времето кое во важењето на ЗКП во времето кога се води оваа постапка, со оглед да имаме стар и нов ЗКП, повикување на одредбите од Закон за следење на комуникации, согласно кој не може да биде такво следење извршено без да има наредба од овластени судски органи. Меѓутоа, нели тие стануваат законски поради тоа што има закон за специјално јавно обвинителство, чие што задача е да ги истражува незаконски прибавените. Никој не ги спори дека тие се незаконски стекнати, незаконски создадени. Меѓутоа, стануваат законски поради тоа што има закон врз основа на кој што треба да се испитуваат. Како што во почетокот на вашето прашање рековте, согласно законот за СЈО, има право да ги истражува. Односно, тоа е основа да врз основа на преслушување на тие може да одлучи дали евентуално ќе бара докази да утврдува некое криминално дејствие и ако обезбеди такви докази дека нешто криминално се случувало да води постапка, но во никој случај да се повикува на ова. Погледајте го, прочитајте го убаво, член 5 од Законот за СЈО, каде што токму вака како што и вие наведовте, да истражува, не да ги користи и презентира пред суд. Но апелација веќе во 2 наврати одлучи дека бомбите се доказ за постапката. Зошто сега би било поинаку? Тоа е став на Совет и тие одлуки на апелација веројатно ќе бидат оспорени со тоа што, за жал, оспорувањето на таквите одлуки премногу долго време ќе трае додека можат да бидат, да има било каква одлука, бидејќи единствено место каде што можат да бидат оспорувани е Европскиот суд за човекови права. Друго правно средство во Република Македонија нема, со кое што би можеле да се користат. Но работата е, господа новинари, зошто би прекинало нелегалното прислушкување и следење на комуникации? Ако поради било кој некаков јавен, домашен или меѓународен интерес се дозволи да во некоја идна постапка тие докази бидат користени. Ако се дозволи сега, зошто би се прекинало? Го имавме големото уво. Не дојдовме до епилог, ја имавме аболицијата од председателот во тоа време. Го имаме ова нелегално прислушкување. Ако дозволиме да тие можат да бидат докази, нема потреба од заштита на моите и вашите права во Уставот, заштита на тие права во Законот за кривична постапка или Законот за следење на комуникации, затоа што секогаш може да се јави некој во наводници интерес и да таквите докази бидат употребени пред суд. Каде одиме? Тогаш да ги отфрлиме нашите права и слободи и да ја свиткаме главата и да чекаме да ја отсечат.